Се обидува ли собранискиот спикер Џафери да ја задуши активната блокада на опозицијската коалиција во собранието? И покрај најавите на власта дека собранието функционира и блокадата е неуспешна, сепак Џафери нема закажано продолжение на седницата што самиот ја прекина. А нема најава ниту дека ќе ја закаже во текот на следната седмица. Собранискиот спикер е на посета во Германија, каде меѓу другите ќе се сретне и со представниците на парламентарниот ТВ канал на германскиот Бундестаг, колеги на собраниските службеници за кои Џафери бараше одговорност и казни, поради тоа што дозволиле неговото недолично однесување да излезе во јавност. Продолжена седница нема. Кога ја прекина председателот седницата, на самата седница кажа дека дополнително ќе свика продолжение. За оваа недела нема свикано. Председателот на опозицијата Христијан Мицкоски вели дека власта се додворува на странските фактори бидејќи не ја говорат вестината. За скандалозното однесување на спикерот беше најавена и интерпелација, но од опозицијата вела дека таа нема да успее бидејќи власта е свесна од ако падне Џафери, ќе падне и владата. Ковачевски ако го нападне таа од Џафери, ќе му падне владата. Вчера го гледаме таму на еден стадион во Чаир како навива помеѓу Али Ахмети и таа од Џафери седнат, и тоа доволно јасно прикажува во каква улога е тој човек и зошто велиме дека е заробен. И сега како ние ќе правиме интерпелација, единствено да ги слушаме како се препелкаат овие од СДСМ да го бранат Талат Џафери кој што ги пцуеше мајките на вработените во парламент. Ете тоа е. Тоа треба ние да го... Тоа се вредностите. Аудиоматеријалот снимен во собранието, кој се појави во јавноста минатата недела, се слуша како Џафери ги повикува дел од вработените во службите кај него, а потоа им се обраќа на недоличен начин, користејќи пцости и погрдни зборови. Сите служба конкретно седници, веднаш кај него. Комплет седници, сите што позаду седели. Немате вие ве. Вие што сте на плата и уште си ебавате него. Сигурно ти ја дараш. Верете